Ниски напади и недолечен говор за покривање на сопствената неспособност. Вака дел од експертите го коментираат скандалозното, па дури недолично однесување на градоначалничката на Скопје на јавна сцена. Никој досега не се однесувал вака на македонската политичка сцена, смета социологот Илија Ацевски. Според него, Скопје е во најлоша состојба досега, а ниту еден градоначалник претходно не се однесувал вака. Тоа не води во оваа ситуација кон решавање на проблемите. Туку понатамошно создавање на тензии помеѓу главните, да речам, играчи во градската политика, говорам конкретно за Скопје. Тука е целиот проблем. Ги нема од Скопје, а како би рекол, градот не ја поседува таа стручна, би рекол, интелектуална, ајде да не речам стручна, не фела, која што ќе дава предлози, ќе на некој начин ќе посмatra тој стручен дел на или на управување со градот. Тоа се повеќе одлуки на моментот на што ги носи самата дневна политика. Откако градоначалниците на скопските општини сами се организираат да го исчистат градот, Даниела Арсовска нервозно ги нападна. Ќе ви кажам дека коалицијата ДПМН СДСМ вместо како инфлуенсери да се слика по градскиве улици за нередот што го прават и политичкиви игри кои што ги играат, да се зафатат фино лепо со работа. А синоќ употреби зборови кои досега беа нечуени при јавни настапи на актуелни функционери. Таквите политичари се најголемото ѓубре кое што овој град ги видел. Ваквото однесување веќе станува вообичаено за онаа која треба да биде мајка на градот. Кај е шпицниот градоначалник? Не го гледам тука. Кај се крие Мицкоски? Мајката на градот не само што не е прв пат да навредува, почна почесто да има испади и со други колеги и политичари. Претходно, таа влези во вербална расправија со Асоциацијата на архитекти во врска со проектот за универзална сала. Ние како процес, ама може сега да ме оставите да докажам или да прекинеме пресот. Пред 6 месеци, Даниела Арсовска влеза во отворена кавга и со председателот на Советот на град Скопје Трајко Славевски и го нарече Хитлер. Седниците на Советот во последната година и половина наликуваат на лошо реално шоу со кавги, довикувања и надвикувања.